Уставниот суд укина дел од изборниот законник, односно ја избрише употребата на видливото мастило при гласачкиот процес. Тоа беше внесено во изборниот законник по предлог на СДСМ лани ова време прилика. Како коментирате, се нарушува ли рамнотежата воспоставена во законник? Значи, тоа беше предлог на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што беше консензуално прифатен од сите учесници во процесот на согласување на текстот на законот. Меѓутоа, многу повеќе зборува за реалната и вистинска волја на ВМРО-ДПМН да организира фер и демократски избори во оваа држава, кои што очигледно веќе не може ВМРО и никога грешка да ги организираат, а тоа е дека преку провладин експерт во владиниот уставен суд ја поништија одлуката која што беше всушност донесена заради регуларните избори. Три дена после пресуд на вашиот лидер на партијата, каде што беа посочени неговата снимка дека станува збор за министерот за внатрешни работи и министерот за финансии, официјално од нив за сега нема ни трага ни глас да се огласат дали потврдуваат автентичност или не ја потврдуваат. Како го толкувате нивното? Искрено, се надеваме дека согласно уставот и законите господјата Јанкуловска ќе ги превземе сите можности кои што ги нуди законот. И се надевам дека ќе покрене лична поставка и ќе го тужи Министерството за внатрешни работи, чиј што министер е, за недозволено прислушкување и следење. Како ќе реагираат они, ќе треба да ги прашате нив. 3 дена после објавувањето на скандалот за масовното прислушкување во Република Македонија, како една од повиканите господјата Јанкуловска воопшто се нема произнесено, а господин Оставревски исто така, ако не друго, барем да ја потврдат автентичноста на разговорот. На пресконференцијата председателот на СДСМ Зоран Заев најави дека е поднесена кривична пријава против Никола Груевски и Сашо Мјалков за неовластено следење. Па, дали е поднесена и докаде е процедурата со тоа? Поднесена е. Инаку топло му препорачуваме на Марко Зврлевски да почне да слуша и други, освен провладините медиуми, можеби ќе слушне дека нешто се случува во државата. Како ќе работи Марко Зврлевски лично, како јавен обвинител, не интересира. Наше е, бидејќи ја почитуваме оваа држава, да поднесеме до надлежните институции соодветни постапки. Нека остане трага. Пак ви велам, беше во текот на вчерашниот ден поднесена јавната кривичната пријава, така што скандалозно е за еден човек што претендира дека е државен обвинител, при тоа правам сериозна дистинкција помеѓу носителот државен обвинител, господин Зврлевски, и вработените професионалци во јавното обвинителство. Скандалозно е за вака голем скандал да каже дека не слушнал.